Здраво на YouTube каналот на М телевизија. Јас сум Емилија Гелева во емисијата Анализа на неделата. Мора да се признае дека на глобален план имаме возбудлив почеток на новата 2024 година. Настаните во Американската сојузна држава Тексас отвораат нови можни перспективи за светот за оваа година. Се чини дека светот повеќе не се плаши од американските глобалистички елити, дури ни еден Јемен. Последиците на вистина ја менуваат глобалната игра. Едновремено, масовните протести на земјоделците во повеќе држави на Европската Унија кажуваат дека револтот на земјоделците е пред се манифестација на политичката волја на оној дел од европското население што се спротивставува на диктатите на Брисел и глобалистичкиот картел. Во основа тие го представуваат конзервативниот дел од општеството. Едновремено НАТО се повеќе се приближува кон Русија, откако турскиот парламент го ратификуваше договорот за прием на Шведска во НАТО. На крајот ќе кажеме избор 2 за предизборната атмосфера во Република Македонија. Во Соединетите Американски држави продолжува да се развива кризата, која започна откако федералната влада побара од властите на Тексас да им дозволат на граничните служби да стигнат до границата меѓу Тексас и Мексико. Тексас одби, згора на тоа, бројот на држави кои изразија поддршка за него почна брзо да расте, вклучително и со потпишување официјална петиција за негова поддршка. Спорот кулминираше откако Врховниот суд на САД му дозволи на одделот за домашна безбедност да ја пресече бодликавата жица долж границата со Мексико, која е пречка за влегување на илегалните мигранти. Поради ова, Националната гарда на Тексас превзеде дел од границата меѓу САД и Мексико и не им дозволи пристап на федералните гранични агенти. Исто така, шефот на Тексас, Албот, го активираше членот 1 од дел 10 став 3 од Уставот на Соединетите Американски држави, кој му дозволува да прогласи воена состојба во државата и да действува без оглед на федералната влада. Плюс, сенаторот од Тексас во живо на Fox News рече дека државата треба да престане да ја финансира американската влада, која е во војна со својот народ. Заменик гувернерот на Тексас, републиканецот Дон Патрик, отворено му се закани на Џо Бајден со конфронтација во која ќе бидат вклучени државните на Тексас вооружени сили. Се покажа дека една сојузна држава сега може да го заобиколи Бајден, барајки помош од други држави или дури од странски земји. Речи си веднаш, гувернерот на Флорида Рон Десантис ја објави својата поддршка и одобри испраќање на својата национална гарда да ја чува границата меѓу Тексас и Мексико. И гувернерите на 25 држави веќе ја изразија својата солидарност со Тексас по ова прашање, од кои секоја има и своја национална гарда. Некои од овие држави, населени претежно со американски домородни црвенокожи индијанци, затоа се наречени црвени држави, веќе се подготвени да испратат своји безбедносни сили да му помогнат на Тексас. Вкупната воена сила на новата потенцијална конфедерација е 102.000 од 209.000, односно речиси половина од силата на Американската национална гарда. Сега во Тексас колона од илјадници камионџи почна да протестираат против имиграцијската политика на администрацијата на председателот Бајден. Митингот "Повратија нашата граница" започна на 29 јануари и ќе трае до 3 февруари со застанувања во Игл Пас, Тексас, Јума, Аризона и Сан Исидро, Калифорнија. Во ситуацијата со мигрантите, властите во Тексас добија поддршка и од многу познати американци, како бизнисменот Илон Маск, а американскиот председателски кандидат Доналд Трамп
ги повика сите засегнати држави да испратат своји сили во Тексас за да ја заштитат јужната граница на земјата од пенетрација на илегални мигранти. Според некои аналитичари, кризата во Тексас можеби е намерен чекор на Федералниот центар и силите кои стојат зад демократите на власт, кои сега сосема свесно ќе создадат и влошат внатрешни превирања во Соединетите држави. Всушност, тие се обидуваат да ја реплицираат технологијата што се користеше за време на изборите во 2020 година. Тогаш демократите, како што е познато, иницираа силна криза во Соединетите држави, користејќи го како изговор усмртувањето на црн американец од страна на полицијата, врз основа на што создадоа полутерористичка група, движењето Black Lives Matter, или црниот живот е битен, благодарение на што можеа да извршат изборен фалсификат во голем број критични држави. Овој пат, сценаријето е малку различно во детали, но генерално технологијата е слична. Демократите имаат исклучително мали шанси за легална победа. Нивниот главен кандидат Бајден има многу висок антирейтинг, додека неговиот против кандидат Трамп, напротив, самоуверено го консолидира десничарскиот и републиканскиот електорат околу себе. Како и движењето Black Lives Matter, сегашната мигрантска криза е очигледно создадена од човек. На поттик на демократската администрација, граничната служба на САД буквално ја отвори границата. Само во декември низ неа поминале околу 250.000 илегални мигранти, апсолутно невиден број, а повеќето од нив се населиле во Тексас. Централните власти го прават тоа со целосно знаење и свест дека во 2021 година гувернерот на Тексас, Абот, и во многу помирни услови ја најави операцијата Осамена звезда, распоредувајќи трупи на Националната гарда на Тексас и оклопни возила на границата. Односно, неговите моментални постапки се целосно предвидливи и програмибилни. Благодарение на ова денес, според едно сценарио, федералната влада може, например, да ги прогласи Тексас и другите непослушни држави како држави во бунт и да забрани одржување на избори во 2024 година. На преостанатата американска територија Бајден ќе извојува убедлива победа и ќе остане признат во Вашингтон, иако би бил нелегитимен американски претседател за цела територија. За возврат, бунтовните држави ќе бидат принудени или да се потчинат, или да се обединат за да му се спротистават на Вашингтон, а нивниот претседател во случај на алтернативни избори нема да стане легитимен претседател на САД, туку само водач на бунтовничките територии. Слично сценарио на конфронтација и програмирање на граѓанската војна веќе се спроведува и денес, вклучително и преку промоција на медиумски наративи. Јасен, на пример, е Граѓанска војна, блокбастерот Граѓанска војна, објавен оваа пролет. Така, во пресред на претседателските избори, Соединетите американски држави веќе влегоа во ера на се уште блага граѓанска војна меѓу републиканците и демократите, чиј што предвидлив резултат е неможноста да се најде заеднички јазик. Сепак, може да има и резултат кој не е целосно предвидлив, поврзан не само со растечката поделба на Соединетите држави, туку и со веројатноста за приклучување на војната меѓу Тексас и федералната влада на Мексико. И официјален Мексико Сити и мексиканските криминални заедници кои контролираат значаен дел од земјата со големо задоволство се обидуваат да го занишаат бродот во Соединетите држави, вклучително и подпирањето врз огромната диаспора што зборува шпански, чии представници веќе го сочинуваат мнозинството од населението во Тексас и активно се обидуваат да ја дестабилизираат ситуацијата во веќе поделената Америка. Интересно е што во текот на имиграцијскиот конфликт меѓу Тексас и Вашингтон, гувернерот на Тексас Грег Абот
На крајот на јануари беше во Индија, што ја нагласува желбата на државата за независна политика, вклучително и во меѓународната сфера, и рекордно ниското ниво на авторитет на американската сојузна влада. Тексас со својата моќна економија, големо население и територија постојано е споредуван по потенцијал со независни земји. Абот, кој присуствуваше на прославата на 75 годишнината од Република Индија, се повика на традиционалните вредности кои се многу поразбирливи за глобалниот југ. Тој рече: ги делиме истите вредности за семејство, вера, сочувство и напорна работа. Додека гледаме кон иднината, мораме да се погрижиме следната генерација лидери во Тексас и Индија да бидат иноватори кои ќе ги решат најголемите светски кризи и ќе ги прифатат вредностите што ги споделуваме, што ќе доведе до неспоредлива во светот слобода и просперитет. Се наметнува прашањето дали тексашкиот гувернер Абот отиде во Индија за да побара помош, зашто не треба да се игнорира фактот дека Тексас е државата со најголем извоз во Соединетите Американски држави. Официјално, во 2022 година извозот на Тексас изнесувал 486 милиарди американски долари, далеку надминувајќи ги сите други држави. Всушност, вкупниот извоз на Тексас речиси бил колку вкупниот збир на извозот на следните 4 држави на листата: Калифорнија, Луизијана, државата Њујорк и Илиноис. Се на се, во обид да ја задржат својата неостварлива доминација, глобалистичките демократи нема да запрат пред ништо, па дури и да предизвикаат граѓанска војна во сопствената држава. За тоа време, земјоделските штрајкови ги погодија европските држави, но феноменот е глобален. Во Белгија минатата недела земјоделците се приклучија на протестите кои претходно се проширија во градовите во Германија, Франција, Холандија, Полска и Романија. Тие побараа владата да донесе одлуки за поддршка на земјоделската индустрија во услови на зголемени трошоци за земјоделските производи во Европската Унија. Незадоволството од политиката на нивните влади изразуваат и земјоделците во низа други земји. Слични настани се одржуваат во Италија, Словачка и Унгарија, кои се поддржани од опозицијата. Општите оценки се сведуваат на фактот дека Европа е осакатена од повеќекратна криза, поврзана со различни фактори: растечката инфлација, немање потребни средства за субвенции на земјоделците, зголемување на цените на енергијата поради антируските санкции, поддршката на ЕУ за Украина, Зелената агенда усвоена од Европската Унија како програма за иднината, вклучително и намалување на емисиите на јаглерод и други чудни иницијативи на глобалистите, вклучително и одбивањето да се јаде традиционална храна како што е месото. Ситуацијата изгледа доста тешка, бидејќи е засегната од ограничувањата за снабдување со разни производи преку Црвеното море, предизвикани од акциите на хитите во Јемен. Тоа е главниот поморски пат што ги поврзува европските земји со Азија и Источна Африка. Сепак, тука не се работи само за Европа. Во последниве години протестите на земјоделските работници се проширија низ земјите и регионите. Во 2022 година имаше во Шпанија и Канада. Кон крајот на минатата година штрајкуваа во Јужна Кореја, а во 2020-2021 година земјоделците во Индија исто така организира национален штрајк поради новите закони кои ги прекршуваат нивните права. Изгора на сите овие јануарски настани, генералите на НАТО ги повикуваат европејците да се подготват за војна со Русија. Во последниве денови неколку високи функционери на НАТО ги повикаа европејците да се подготват за конфликт во украински стил со Русија. На ова му претходеше отварањето на патот за Шведска во НАТО. Имено на 24 јануари унгарскиот премиер Виктор Орбан му кажа на генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг
дека неговата влада го поддржува влезот на Шведска во НАТО. Еден ден претходно, на 23 јануари, турскиот парламент го одобри влезот на Шведска во Северноатлантската алијанса. По ова може да се очекува дека членството на Стокхолм во антирускиот воен блок ќе биде целосно официјализирано. Најверојатните последици од влезот на Шведска во НАТО вклучуваат поголеми шанси за ескалација на конфликтот Русија-НАТО поради недостаток на формален неутрален тампон меѓу Русија и НАТО во Скандинавија. Германскиот генерал, полковник Александар Солфранг, во разговор за Лондонски Таймс, рече дека во случај на војна со Русија, германските градови ќе бидат нападнати. Американскиот бригаен генерал Роналд Рагин ги засели страстите со тоа што еден ден претходно им порача на медиумите дека би било штета Европа да не се подготвува за тоа дека борбата ќе се води околу незините градови. Според неговото мислење, рускиот непријател природно ќе се обиде да води хибридна војна против упориштата на НАТО длабоко зад линиите, пред тие да стигнат до линијата на фронтот. Со него се согласува и холандскиот адмирал Роб Бауер, шеф на воениот комитет на НАТО, кој овој месец изјави дека европското општество мора да се подготви за војна. Ваквите алармантни изјави на генералите на НАТО го подготвуваат европскиот граѓанин за фактот дека Украина ќе загуби во војната со Русија и дека НАТО нема намера да деескалира и ќе продолжи да ја провоцира Москва. Се разбира, при тоа НАТО се обидува да ја префрли одговорноста врз Русија. И можното американско нуклеарно оружје во Британија го приближува нуклеарниот Армагедон. Заменик министерот за надворешни работи на Руската Федерација Сергеј Рјапков ги предупреди Соединетите држави и Велика Британија да не го прошират нуклеарниот арсенал на британските острови. На 26 јануари британскиот весник Телеграф објави, повикувајќи се на документи на Пентагон, дека САД планираат да распоредат нуклеарно оружје во воздухопловната база Лейкенхит во Сафолк во најисточниот регион на Велика Британија. Вашингтон има намера таму да испрати боеви глави 3 пати помокни од бомбата фрлена врз Хирошима. Пентагон засега одбива да ја потврди оваа информација. И на крајот да се осврнеме малку и на Македонија. Во Македонија албанците сега го заменија албанскиот претседател Еди Рама со косовскиот премиер Албин Курти. И не баре ќе учествуваат на избори во Косово, одат да кројат планови со него што да прават на изборите во Македонија. По ваквиот пресврт на првенственост, нејасно е дали Албанија ќе му се припои на Косово, а не Косово на Албанија. Гледаме, американскиот народ крева глава и сака да се ослободи од демократите. Европејците сакаат да ги отфрлат неолибералните елити. Нелсон Мандела победи еден британски апартхеид, па белким можеме и ние да го победиме апартхеидот на Дуи во Македонија. Тука малку ми е нејасна ВМРО-ДПМНЕ, која како најголема опозициона партија се чини нема некоја посебна стратегија за изборите, освен што незините челници веќе со години повторуваат во известна мера, заканувајќи им се на граѓаните дека ако гласале за други помали македонски политички партии, давале глас за Социјалдемократскиот сојуз. А јас пак мислев дека во демократија легитимно е избирачот да гласа за онаа партија која го убедила дека има подобра програма, а во нашиот случај пред се е доследна во заштита на државата Македонија и која не потврлила и овозможила, сакајќи или не знајќи, промена на име со тоа што навреме не го напуштила парламентот. Сепак, не може повторно на избори со флоскулата ако не гласате за нас, тогаш сте за СДС. Тоа не само што е антидемократско,
туку укажува на степен на недозволена ароганција. Доколку не бидат опфатени во широк опозиционен блок, партиите што не се во коалицијата на ВМРО ДПМНЕ, белким имаат право да настапат со своји изборни листи, токму затоа што сакаат да помогнат во одбраната на Македонија. Додека албанците сите како еден заеднички коваат планови како да си продолжат со апартхеидот во Македонија на сметка на македонците, ВМРО ДПМНЕ се оглушува за широк опозиционен блок заради спречување на било какви манипулации за сигурно соборување на корумпираните и криминогени ДУИ и СДС од власт и со цел обезбедување не на 61, туку и повеќе од тој број пратеници во парламентот. ВМРО ДПМНЕ, колку да нема пак плачки, гледате што глобалистичките елити и служби се спремни да направат во Соединетите Американски држави, во сопствената земја, а не пак во други држави. Имајте на ум, не сте вие во прашање, туку Македонија и иднината на македонците.